Почитувани, министерот за екологија не се бави со проблемите на граѓаните, макар дули чека влез во НАТО за почист воздух, а Шилегов мисли како да им ги земе парите на граѓаните од џебот. Каде е планот за почист воздух кој велеа дека го имаат и го ветуваа на граѓаните? Состојбата со загадувањето на воздухот е алармантна и повеќе од загрижувачка. Мерките кои ги превзема градот Скопје и владата се несуштински, недоволни и популистички. Целокупниот план кој тврдеа дека наводно го имаат представува фијаско и замајување на јавноста. Најдобар доказ е рекордното ниво на загаденост со што Скопје се здоби со првото место и стана најзагаден град во светот. Веќе станува збор за потврдена лага. Нема чист воздух, како што ветуваше градоначалникот Шилегов, а ветуваа дека имаат план и дека имаат визија. Нема суштински мерки, а како минува времето, повеќе од очигледно е дека план за почист воздух воопшто и не постои. Тие лажеа и лажат и си поигруваат со здравјето на луѓето. Потребно е прогласување на водребна состојба и итни и драстични мерки кои ќе ги предложат стручњаците и експертите. Да престанат мерките кои се несуштински, експериментални и се замајување на јавноста. Единствено што паметат скопјани, како мерка е поскапиот паркинг и полни џебови на градот Скопје, но не и ефект за почист воздух. Потребна е сериозна иницијатива и активизам веднаш. План за почист воздух дефинитивно нема.